Поштовани гледачи, го гледате дневникот на телеканал А1. Еве дел од содржините кои што следуваат во него. За заедничка Македонија со пороки за унитарна Македонија од повеќе градови од југоистокот. Две крстовсници во Гевгелија добија нови семафори, клучни позиции за ред и безбедност во сообраќајот, велат надлежните. Копијата од чудотворната икона Богородица брзопомошница утре пристигнува во Струмица. Знамето што пред четврт век се крена тука на рамна нива представуваше јасна и недвосмислена порака дека оваа територија на суверена и независна држава, држава која е мирољубива и отворена за соработка со сите добронамерници, но истовремено држава со своја сопствена армија која е подготвена по секоја цена да ги штити територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. Ова го порача претседателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили Ѓорге Иванов на свеченоста по повод 25 годишнината од преземањето на караулата рамна нива од страна на припадниците на Арама и подигнувањето на знамето на Република Македонија на државната граница. И денес, како и пред четврт век, се соочуваме со предизвици. Но и денес, како и пред четврт век, ја имаме армијата на Република Македонија, која е заштитник од заканите, гордост на граѓаните и надеж за мир во земјата. Држава со своја собствена армија, која е подготвена по секоја цена да ги штити територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. Трансформацијата и модернизацијата на одбранбениот систем представуваат наша цврста определба и обврска кои покрај некои објективни потешкоти успешно се реализира. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска протестите ги замени со музички хепенинг во Скопје под мотото Заедничка Македонија звучи супер. Присутните граѓани ги забавуваа Даниел Кајмаковски и групата Паркети. Организаторите на настанот велат дека се разочарани од лидерот на СДСМ Зоран Заев поради како што велат неотфрлањето на тиранската платформа чија цел според нив е редефинирање на граѓанска Македонија. Освен во главниот град, деновиве протести се одржуваа и во југоистокот од Македонија. Еве како изгледаат сумирани пораките на граѓаните. Огромен масовен протест се одржа синоќа во Скопје, но и во 25 други градови низ Македонија на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓанската иницијатива и на југоистокот со мирни протести. Граѓаните од Струмица, Гевгелија, Валандово и Радовиш кажаат да за унитарна Македонија и не за двојазичноста, кантонизацијата, промена на устав, знаме и државен грб. Учесниците ги повторија своите барања и мирно и достоинствено ја искажаа својата решеност да истраат во напорите за зачувување на унитарноста на Македонија. Наше знаме е сонцето, а тоа е најстариот оган на кој се грееме. Затоа, браќа и сестри, Македонија! Македонија! Живее Македонија! Затоа, браќа и сестри, роми, турци, бошњаци, срби и останати, и вие на балконите, и вие зад завесите и ролетните, и вие дома пред телевизорите, македонски синови и ќерки, охрабрете се и излезете и застанете на браникот на татковината. Изгледа дека македонскиот народ има многу повеќе своји предавници отколку кој да е друг народ. Бараме од политичките партии во преговорите да не помислуваат да усвојуваат владина програма која не била изгласана од граѓаните на изборите. Бараме од партиите, а посебно од ВМРО, ДПМН и СДСМ да не допуштаат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Бараме од председателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов, да го почитува уставот, да не дозволува мандат после истекување на рокот кој е веќе истечен, затоа што давањето на мандатот за платформа од туѓа држава
ќе го направи соучесник во разнебитувањето на Република Македонија. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија изрази огромно разочарување од председателот на СДСМ Зоран Заев поради тоа што не ја отфрли тиранската платформа на вчерашната негова пресконференција на која ја представи програмата на идната влада на Македонија. Од граѓанската иницијатива сметаат дека тиранската платформа е со цел редефинирање на граѓанска Македонија. Манипулативните изјави на Заев со кои докажа дека не се откажува од тиранската платформа, туку се обидува да го изигра македонскиот народ, веројатно се причината граѓаните во уште поголем број да излезат и јасно да порачаат дека платформата направена во друга држава мора да се отфрли во целост, велат оттаму. Многу јавни личности продолжуваат да даваат подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која секојдневно протестира за целосно отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарноста на Република Македонија. Покрај од македонските јавни личности, иницијативата добива подршка и од познати личности од регионот, како легендата на југословенскиот фудбал Дејан Савичевиќ, еден од најпознатите балкански пејачи Дино Мерлин, како и легендарниот македонски фудбалер Саша Чирик. Знаете, ова цела политичка ситуација не поминува така и покрај нас. Сите сме на еден начин инволвирани. Јас како долгогодишен репрезентативец кој долги години и многу надпревари ги имаме одирано за овој најсветол дрес, за стоел под македонското знаме и со гордост се слушал македонската химна. Посакувам целиот македонски народ да остане сплотен токму во овие моменти, затоа само така сплотени ние ќе ја сочуваме наша Македонија. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ќе продолжи во наредните денови со своите протестни маршови низ цела држава, се со цел да го изразат своето незадоволство од тиранската платформа и да ја сочуват унитарноста на Македонија. За заедничка Македонија продолжува со протестите за зачувување на унитарноста во Македонија меѓу 26 градови во земјава. Вчера повторно се протестираше и во Валандово. И жителите на општина Валандово од почетокот на неделава се приклучија кон протестните маршеви за поддршка на иницијативата за заедничка Македонија, кои се проширија низ целата држава. Секоја вечер се зголемува бројот на валандовските граѓани кои ја поддржуваат иницијативата и на тој начин го изразуваат своето несогласување со платформата изготвена во друга држава. Ние сме собрани во голем број и ќе собираме секој ден во 18 часот за одбрана на Македонија, за одбрана на унитарниот статус на државата против сите платформи на Заев и на неговите пајташи. И голема подршка за председателот Иванов, кога треба и кога во секој момент му стоиме на располагање овдека на браникот на државата на Република Македонија. Се собравме овде во центарот на Валандово со граѓаните на Валандово да кажеме не за платформата на Заев што ја подготви со неговите соработници во туѓа земја, а не кај нас во Македонија. Нас не ни е потребно ништо што е туѓе. Ние имаме наше автентично македонско. Ние секогаш ќе се залагаме за самостојна Македонија со името вечно Македонија, со знамето и химната. Присутните на протестот изразија голема поддршка на странските и македонските спортисти кои во изминативе денови преку социјалните мрежи ја поддржаа иницијативата и заложбата да се задржи унитарниот карактер на државата. Сакам да заблагодарам како прво на големите фудбалски звезди од бившите ју простори, како што е Дејан Савичевиќ и Давор Шукер, кои изразија целосна поддршка за унитарна и независна Република Македонија. Воедно со тоа сакаат да ни нагласат дека сакаат да се отврли оваа платформа која е донесена во туѓа држава, а се однесува за нас, за македонците. Протестните маршеви во последните неколку дена се проширија во повеќе градови низ државата и освен во градот Скопје и околните општини протестираа и жителите на Неготино, Кичево, Охрид, а продолжуваат и протестите во Гевгелија.
Акционерското друштво Елем ќе ги увезе најавените 32.710 мегават часови електрична енергија по цена од 36,4 евра по мегават час. Увозот ќе се реализира од 11 март до 30 април годинава. Од Елем велат дека цената е според очекувањата и е пониска од моменталната производствена маргина на компанијата. Со оваа набавка се додава во соопштението ќе се создадат одлични предуслови АД Елем да ги продава вишоците на произведена електрична енергија и додаде дека вредноста на сопствениот производ во периоди кога британската цена ќе биде повисока. Во периодот што следува АД Електрани Македонија ќе ја следи и анализира ситуацијата на пазарот, а со цел оптимизација на сопственото производство. Компанијата ќе носи одлуки кои ќе бидат во согласност со потребите на граѓаните, а истовремено ќе обезбеди и поголема додадена вредност на крајниот производ и зголемен приход, стои во соопштението на АД Елем. Елем соопшти дека на тендерот за увоз се јавиле 9 компании и е избрана најповолната понуда. Успешни се 6 компании. 6 компании успеа да добијат цели или делумно од лотовите кои што беа објавени на вчерашната јавна набавка. Меѓу нив, како што реков, е и нашата компанија Елем Трейд. Вкупната количина на електрична енергија која што ќе се набавува е нешто повеќе од 32 гигават сат. Очекуваме со продажба да стартуваме во периодот кога туристичката сезона, поготово во медитеранските земји, ќе биде во полнек, тоа е јули-август месец, а секако очекуваме да сериозни количини пласираме некаде втората половина на ноември-декември. Помалку од половина од европските пари или само 40% искористиле граѓанските организации и социјалните работници за реализација на проекти од социјалната сфера. Проблем е во недоволното знаење на изработка на добри апликации. Со овие пари може да се изградат нови центри за згрижување, може да се подобри образованието за деца без родители и да се поддржат самохраните родители. Формирање на центар за мажи жртви на насилство, идејата која има и регионалниот центар за социјални работи од Демирхисар. После обуките кои ги посетиле за изготвување добри апликации се надеваат дека ќе ги добијат парите од Европската Унија. Очекувањата се дека во иднина ќе има подобри апликации. За обуките за поефективно искористување на европските пари, Унијата потрошила над 135.000 евра. Од вкупно 14,1 милион евра сме искористиле само 6,2 милиони евра. Од тука главната причина за ваквата искористеност се недоволните капацитети од страна на граѓанските организации и државните институции. Постои незнаење во делот на тоа како се подготвуваат и како се имплементираат ЕУ проекти. Детали кои уште не ги разбираме, немаме посебно ниво помалите центри толку многу искуство. Секој проект е различен и секој проект е во интерес на граѓаните. Конкретно проектот што Меѓуопштински центар за социјална работа заедно со навладиниот сектор го спремаше во интерес на децата. Советот за јавни набавки како самостоен државен орган работи од 2016 година. Воведувањето новитети во работата е приоритет на овој орган, а една од нив е воведувањето и на електронско поднесување барање за согласност. Советот за јавни набавки работи на воведување новитети во работата. Една од нив е и воведувањето на електронско поднесување на барање за добивање согласност, со цел да се намали потребното време за поднесување барање, како и дополнителните трошоци што при тоа се прават. Една од новините која ја најавуваме извесен период е што Советот предложи измени на Законот за јавни набавки во октомври изминатата година. Верувам дека наскоро ќе се процесуира. Измените на законот се во насока на намалување на времето за добивање согласност, односно да се даде можност Советот да одлучи и по прв пат да даде согласност со конкретни насоки, така речена условна согласност, односно да не оди до едни, до други, до трети стручни лица, со цел да се добие во време. Советот за јавни набавки започна со работа во 2014 година, а како самостоен државен орган работи од 1 јануари 2016. Од тогаш се стреми кон поедноставување на неговата работа. Во негова надлежност е да постапува по барањата за добивање согласност за отпочнување на постапка за јавна набавка, како што вели доктор Златко Алексов, заменик председател и член на Советот за јавни набавки. Еден од проблемите со кои се соочува овој орган е обемот на работа
работа и досега се решени околу 47.000 барања за добивање согласност. Советот за прв пат се спомнува со измените на законот од службен весник број 148 во 2013 година, каде што се наведени оние основни почетни одредби од законот за конституирање, формирање на Советот, начинот на работа и започнување со постапување по своите надлежности. Инаку Советот започна со работа 1 мај 2014 година. Според него една од најпозитивните придобивки од постоењето на Советот за јавните набавки се повеќе задоволни понудувачи кои соработуваат со овој државен орган. Две крстосници во Гевгелија добија нови семафори. Впрочем, тоа се први семафори во градот, откако претходно беа отстранети постоечките семафори во центарот на градот и се изградија 2 кружни тека. Поставени нови семафори во Гевгелија на 2 значајни крстосници. Семафорска инсталација од 4 столба има поставено на крстосницата која води кон новата елитна населба Караорман на булевар Гевгелија со улица Деко Ковачев и сигнализација во висина од 6 метри, должина на крак од 5 метри, како и столбови за пешаци со сите потребни елементи. Паралелно со тоа семафорска сигнализација од 6 столба во висина од 4 метри, како и столбови за пешаци, се поставија и на улиците Аристо Фаршинин со улица Мирче Ацев и Рајко Жензифов. Поради фактот што овие улици важат за доста фреквентни за сообраќај, ги прашавме граѓаните што мислат за поставување на новата семафорска сигнализација. Добро што го поставиме. Значи, фреквентна раскрстица ова? Това е една од најфреквентните раскрстници. Јас мислам дури е по-фреквентна него она што оде таму према центарот. Правилно е тука што има поставено семафора. Продавници има, тобако, децата проаѓаат, значи. Па и цел град е горе веќе. Новата населба има ново население. Па во секој случај не требаше семафор. Требаше затоа што тука е ова улица оптеретена со сообраќај. Не беше со знаци, не е доволно регулирано. Сега сигурно е така по-добро него да нема ништо. Гевгелија освен 2 нови и 1 стар кружен тек доби нови семафори кои ќе предонесат за зголемување на сообраќајната култура во градот и за регулирање на сообраќајот на 2 значајни крстосници. Целиот овој урбанистичко сообраќајен зафат ја чинеше општината над 3 милиони денари. Чудотворната икона копија на Богородица Брзопомошница пристигнува во Струмица. Иконата треба да биде пречекана утре во 13 часот на градскиот плоштад. По тој повод со благослов на митрополитот Струмички господин Наум ќе се одржи и свечена литија низ улиците на градот до црквата Свети 15 каде ќе биде поставена иконата. Збиднувањето, односно настанот што ни предстои во недела е по повод доаѓањето на чудотворната икона на Богородица Брзопослушница или скоро послушница од Света Гора, поточно од манастирот Дохијар, кој што е посветен на светите архангели, еден од најстарите манастири на Света Гора, по чија што иницијатива ова икона, односно автентична копија на чудотворната икона на Богородица Брзопослушница, самиот манастир со благослов на високопреподобниот игумен на манастирот, господинот Григори, се подарува на нашата света епархија на Струмица и на верниот народ на нашата света епархија. Имено иконата ќе пристигне во недела, во 13 часот, а ние, значи, начело со митрополитот Струмички господин Наум и митрополитот Деверско-Кичевски Тимотеј, со свештенството, со монаштвото и со верниот народ, ќе ја пречекаме и ќе се испее доксологија. Тоа е еден побожен пречек, односно добре дојде за образот на Пресвета Богородица, каде што ќе се чита канон на градскиот плоштад. Воедно апелот и повикот наше да се собереме таму да ја пречекаме, а потоа ќе се формира литија, односно поворка,
која што начело со иконата, со владиците, со народот, со монаштвото, ќе се упати кон храмот на светите 15 Ивериополски свештеномаченици, каде што ќе вечниот престој, односно вечното почивалиште на иконата на специјално подготвена подлога, таму ќе биде изложена на поклонување и на целивање на верниот народ и ќе се отслужи молебен канон пред образот на Пресвета Богородица. Следува блокот информации и вести од светот. Европската унија донесе одлука за прекин на традицијата за групно фотографирање на учесниците на средбите на врвот на Унијата, популарно познато како Family Photo, со цел да го модернизира имиџот на европските институции. До сега традиционално лидерите на земјите членки на Европската унија правеа заедничка фотографија за време на нивните самити, што беше оценувано како израз на единство во Унијата. Меѓутоа, за време на последниот самит на Европската унија, што вчера и завчера се одржа во Брисел, Европскиот совет ги информира медиумите дека нема да има Family Photo. Идејата на ваквата одлука е да се добие помодерен визуелен имидж, објасни висок европски дипломатски представник кој побарал анонимност. Според него, ваквата идеја ја предал претседателот на Европскиот совет Доналд Туск со цел да не се губи непотребно време многу за групно фотографирање на учесниците на средбата во услови кога тие често траат и до доцна во ноќта во обид да се усогласат ставовите. Европскиот дипломат нагласи дека ваквата одлука на советот нема политичка позадина. Косовската полиција денеска уапсила двајца странски државјани, а во нивниот автомобил пронашла 2 милиони евра лажни банкноти во апоени од 500, 200, 150 евра. Како што пренесува Reuters, ова е најголемо запленување на лажни банкноти во последните 20 години. Осомничените, еден албански, еден камерунски државјанин, биле запремни од полицајците на границата со Албанија. Напаѓачот на главната железничка станица во Дизелдорф, кој со секира повреди 9 лица, е албанец од Косово, јави дописникот на МИА. Станува збор за Фатмир Х, 36 години, кој пред истражителите рекол дека делувал самостојно, верувајќи дека за време на интервенцијата ќе биде убиен од полицијата. Тој претходно работел како полицаец, но полицијата не ја отфрла можноста тој да има терористичко минато. При претрез во станот во кој живеел била пронајдена лекарска потврда дека боледува од параноична шизофренија, како и медикаменти за оваа болест. Косовецот, според порталот Албей, имал дозвола за престој од 2009 година и живеел во градот Вупертал. Подадената медицинска помош и санирање на повредите со кои се здобил при скок од мост пренесене во психијатриска болница поради опасност да изврши самоубиство. Од 9 мината повредени, тројца од нив имале повреди на главата, бидејќи биле нападнати од задграб. Меѓу повредените има и 13 годишно дете. Операциите на турските сили за безбедност во југоисточна Турција доведоа до тешки нарушувања на човековите права врз курдите кои живеат во регионот, се наведува во извештајот на Високиот комесаријат на Обединетите нации за човекови права, јавува ДПА. Тензиите во југоисточна Анадолија може уште повеќе да ескалираат се додека владата не почне да ги изведува пред суд одговорните за стотиците незаконски убиства од 2015 и 2016 година, се вели во текстот. Во јули 2015 година турските сили за безбедност презедоа масовна операција против борците на Курдската работничка партија. Околу 335.000 лица беа принудени да ги напуштат своите домови поради активностите на силите за безбедност, но Анкара не им дозволи на меѓународните хуманитарни организации да му дадат поддршка на локалното население, се посочува во соопштението. Поштовани, тука е крајот на ова издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.